И споменикот на Филип II во центарот на Битола се најде на мета на вандалите. Откорнати плочки од постаментот на споменикот утринава сведочеа за тоа што ноќеска се случувало на плоштадот Магнолија. Битолчани го осудија ваквиот чин, посочувајќи дека со ваков вандализам Битола само се нагрдува. Неубава работа, не знам во секој случај кој да го направил со какви побуди, неубаво. Жал ми е кога Битола гледам нова тереџе, што ќе речеме ние битолчани. Значи не е убав, наква слика има на народот, не е убав, не на власта, тако на народот не е убав. Треба да си кла луѓе, се знае дека ноќе после 2 сато 3 крша луѓето. Имаше и такви кои сметаат дека и силниот ветар кој деновивеја погоди Пелагонија придонел за оштетување на споменикот. Дека ветрот го трунал. Со било ветер кладувало од ветер. Од Битолскиот завод и музеј велат дека оштетувањето на јавните објекти во градот не е реткост. Најчесто на мета на вандалите се фасадите кои се оштетуваат со графити. Па најчесто фасадите беа. За тоа беа во некоја друга можеби конотација, меѓутоа да, со графити, значи и вандалско уништување. Ние ги опфативме само делот каде што сме ние надлежни. Меѓутоа и секој на новите објекти, јас тоа кажував, кога се работи за офицерски. И погледнате и зградата наспроти офицерски. Значи не смееме како битолчани да се го дозволиме тоа. Споменикот на Филип II не е во надлежност на музеот, но музејските служби редовно ги евидентирале оштетувањата на нивните објекти и ги пријавувале во секторот за внатрешни работи.